Поштовани слушатели на Македонската радио програма, денес разговор ќе водиме со професорката Симона Груевска-Маџовска од Институтот за македонски јазик Крсте Петков Мисирков по повод 80 години од кодификацијата на македонскиот стандарден јазик. Професорке, добар ден. Добар ден и вам и на сите слушатели. Еве веќе скоро помина еден месец, на 5 јуни ќе биде еден месец откако започна прославата одбележувањето на кодификацијата на македонскиот стандарден јазик, а 5 мај, еве денес сме 3, нели, уште 2 дена, еден месец, иако покасно сметам дека е мощно значајно да ја запознаеме македонската јавност овде во Австралија, па Канада, Америка и на другите места каде ја слушаат Македонската радио програма. Најнапред сакам да направиме една разлика, бидејќи во овие 30 на дена дојдов до информација, односно до недоразбирање помеѓу македонците, дали македонскиот јазик настанал пред 80 години или пак се зборувал наназад, или што значи кодификација на стандарден јазик, народен јазик, дијалекти и така натаму. Најнапред тоа како вовед. Да, ова терминот кодификација некому може да предизвикува дилеми за што точно станува збор. Всушност, кодификација на еден јазик е создавање литературен стандарден јазик. Значи, македонскиот јазик постоел со векови, меѓутоа тоа било народен јазик. Во 19-тиот век, како што е познато, кога и кај соседните држави започнале дебати за тоа каков треба да биде литературниот јазик, стандардниот јазик, истовремено и во Македонија исто така се поставувале такви прашања. Имало различни теории како треба тој да изгледа. Меѓутоа, за да се создаде стандарден литературен јазик, потребна е држава. И сега, бидејќи и нашите соседни држави порано ги создале сопствените држави, тие порано и го кодифицирале сопствениот јазик. За разлика од нив, македонците, иако истовремено ги поставувале тие прашања во 19-тиот век, чекале на својата прва држава дури до 44 година. И со создавањето на првата македонска држава во рамките на Југословенската федерација, едно од првите прашања било и кодифицирањето на македонскиот јазик. Сега, што значи кодификација? Кодификација значи да се избере основата врз која ќе се создава литературниот стандардниот јазик, и тоа во различни држави се правило на различен начин. Да речеме, за францускиот јазик се зел парискиот говор како основа. Така. А во Македонија, за македонскиот јазик, како основа се зело централното наречје. Како што е познато, овој начин за кодифицирање го напишал уште Крсте Мисирков во 1903 година во својата книга за македонските работи, каде што тој напишал 3 принципа за македонскиот литературен или стандарден јазик, а тоа се основа да биде централното наречје, правописот да биде фонетски, односно за секој глас да има една буква, за разлика од некои други јазици кај што знаеме дека има и 3-4 букви за еден глас. И третиот принцип е да се збогатува речникот на јазикот со зборови од сите дијалекти. Овие принципи се зеле и при создавањето, односно издигнувањето на македонскиот јазик на ниво на стандарден кодифициран јазик. Уште на првото заседание насно на 2 август Илинден во 1944 година и се формирала јазична комисија која што требало да утврди каков треба да биде
каква треба да биде нашата азбука и каков треба да биде нашиот правопис. Сега овие чекори се сите чекори за кодификација на еден јазик, бидејќи познато е во науката дека литературни стандардни јазици не се целосно природни, во смисла дека некакви комисии, академии и слично кажуваат што ќе биде правилно, а што неправилно во еден стандарден јазик. Значи, тоа се луѓе кои што тоа го утврдуваат. Знаеме, Вук Караджич бил фигурата за српскиот јазик, Дринов бил за бугарскиот јазик. Значи, тоа се учени луѓе, лингвисти, кои што кажуваат, или повеќемина од нив, кои што кажуваат што треба да содржи еден литературен јазик, бидејќи тој се разликува од народниот јазик, односно од дијалектите, почива на народниот јазик, но тој добива и некои други карактеристики и правила кои што се карактеристични за стандардните јазици, едноставно представуваат културна надградба, бидејќи се знае дека за многу науки не постојат термини во народниот јазик и тие треба да се утврдат како ќе бидат, што ќе биде правилно. Потоа за некои апстрактни поими исто така немаме во дијалектите зборови. Сето тоа представува културна надградба и тоа се содржи во еден стандарден јазик. Сега на кодификацијата, како што кажав, има неколку чекори. Првиот е утврдување на основата, што ќе биде во основата на тој стандарден јазик. Потоа да се утврди со кои букви, со каква азбука ќе се пишува. Да се навратиме на албанскиот јазик, додека не се кодифицирал, се пишувал на 6 или на 9 писма. Значи, додека не се кодифицирал. Така што тоа е едно од главните почетни прашања, со кое писмо ќе се пишува. А која година е кодифициран нивниот јазик? Па, албанскиот, мислам... за азбуката 908 година, меѓутоа... Така, тогаш е, мислам, тогаш се почнати тие подготовки, нели, и за азбуката во Битола, мислам дека е тој конгрес кога утврдуваат, бидејќи претходно пишувале на, се разбира, и тие биле под отоманската, нели, во Отоманското царство, немале сопствена држава и затоа пишувале на повеќе азбуки, меѓу другото и на со грчко писмо, со повеќе писма, и кога се создале условите, нели, за сопствена држава, и тие си утврдиле својата азбука. Значи, кај нас тоа дошло малку подоцна поради познатите историски услови. Се утврдила, значи, азбуката, се утврдил правописот, се утврдила граматиката, кои форми ќе бидат правилни, кои не, во стандардниот јазик, и сето тоа што се утврдило треба потоа да биде и прифатено од народот. И сега македонскиот јазик, иако нешто подоцна од другите, почнал истовремено, но поради условите подоцна дошло до финализација на ова, македонскиот јазик се кодифицирал во 45-та година. Поточно на 3 мај комисијата ја предала азбуката, на 5 мај таа била официјално објавена, а правописот го предале на 2 јуни и официјално е донесена резолуција за тој правопис на 7 јуни 45 година. И потоа, во јануари 46 година, излегла и првата граматика на македонскиот јазик на Круме Кепески. Со тоа делумно е заокружен процесот на кодификација. Се разбира, во тој процес покрај азбука, правопис, граматика, потребни се и речници, и нели нешто подоцна излезен и тритомниот речник на македонскиот јазик. И други дела, се разбира, академската граматика на Блаже Конески, историјата на македонскиот јазик, исто од него, и многу други книги кои што понатаму всушност само го доуточниле, го допрецизирале македонскиот литературен јазик, кој што
како таков зборуваме, како литературен, како стандарден, еве 80 години веќе успешно функционира на сите полиња. Сакам малку да се вратиме поназад во историјата, околу значењето на Ѓорѓија Пулевски, на Шапкарев, на Прличев. Можеме ли да кажеме дека се носиме со соседните држави во 19-тиот век со нив? И кое е значењето? Секако, значи затоа и споменав дека истовремено, како и во соседните држави, кај нас тие учени луѓе кои што биле во тоа време, го поставувале прашањето за литературниот стандардниот јазик, каков да биде, и тука имало и различни теории за тоа. Имало во 19-тиот век, да се подсетиме дека имало идеи различни, например, идејата за панславизмот, да има еден заеднички се словенски јазик за сите. Потоа имало идеја за заеднички македонско-бугарски литературен јазик и идеи за засебен македонски јазик со своји правила, како што и се залагал Ѓорѓија Пулевски. Песарка, ајде да објасните, односно, не знам колку ќе видиме ние во состојба да го објасниме ставот на Блаже Коневски. Видите, често пати македонците, особено овде во иселеништвото, се бунат околу исфрлувањето на неколку букви од азбуката од кирилицата. Да, се работи за полугласот, веројатно, и малиот ер. Да. Па во 90-тите тука исто така имаше големи дебати околу тоа. Во тоа време, кога ги предале азбуката, таа комисија јазична одлучила да нема посебна буква за тој глас. Иако со векови претходно постоела таа буква и во средновековните ракописи и така натаму, многу често овде во јавноста тоа барање за таа буква се смета дека нашиот јазик ќе биде како бугарскиот, но затоа кажувам дека таа буква постоела со векови. Македонските ракописи во тоа време, црковни текстови, таму кај што се пишувало, таа се користела. Сега јас не можам да ги знам точните причини зошто во 45-та година комисијата ја предала таа азбука без овој глас. Точно е тоа дека не е многу добра решението, не е толку добро решението тој полуглас да се бележи со апостроф, но така е одлучено. И еве така функционира 80 години. Спрема моите информации, односно имам читано јас и што ми имаат кажувано историчарите и јазичарите, Коневски и комисијата го направиле тоа да се разликува македонскиот јазик од нападите од соседна Бугарија и од соседна Србија, да се идентификува македонскиот јазик како посебен македонски јазик, бидејќи во тоа време знаеме ние дека и Србија, и Грција, и Бугарија, па и соседна Албанија не сакаат да има македонски јазик кодифициран, како што е сегашниот, стандардниот. Да, точно е тоа, дека кога се создавал македонскиот стандарден јазик, се внимавало на тоа да си биде посебен со посебни карактеристики, и тука не е само тоа бележење на тој полуглас, туку и буквите Ќ и Ѓ. И буквата Ј. Да, кои што се специфични за македонската азбука, што ги нема ниту во српскиот јазик, ниту во бугарскиот. Да, така. Да одиме понатаму околу значењето на македонскиот јазик. Сметате ли дека македонскиот јазик беше пораспространет и повеќе употребуван во рамките на Федеративна Југославија или пак откако Македонија стана независна држава? Во врска со статусот на македонскиот јазик, ќе кажам дека во
СФР Југославија македонскиот јазик беше признаен, не само признаен, туку беше еден од трите службени официјални јазици. Во Македонија се разбира со статус на главен јазик во Републиката. Со осамостојувањето на Македонија, македонскиот јазик полека го губи тој статус на главен и единствен државен јазик. Како што се знае, нели, во 2001 со потпишувањето на Охридскиот рамковен договор, албанскиот јазик е подигнат во врска со неговиот статус, но 2017-та, мислам дека беше, или 18-та, точно кога беше донесен закон за употребата на јазиците, кој што 2017-та. Да, 17-та. Тој закон сам по себе исклучително контроверзен. Како што е познато, имаше големи дебати во Македонија за тој закон. И се објави во службен вестник без подпис на тогашниот председател Ѓорѓе Иванов. Доби од Венецијанската комисија 30 на страници за белешки и така натаму, но и сега е на Уставен суд, но се одложуваат седмиците. Претходно не беше ни ставан на дневен ред. Со тој закон, всушност, албанскиот јазик се подига на ниво на државен, ако претходно беше службен во општините каде што живеат албанците во процент над 20%, над 20%, таму си беше службен, но со овој закон се подигна на ниво на државен јазик, така што Македонија, кој ќе пребарате по интернет, ќе ви извади дека има два службени јазика, македонскиот и албанскиот. Во таа смисла, статусот на македонскиот јазик е намален, бидејќи претходно бил единствен државен јазик, едно кохезивно средство за комуникација меѓу сите најразлични заедници кои што живеат во Македонија, вклучително и македонскиот народ, значи средство за разбирање помеѓу сите. Албанскиот јазик, знаете дека поголемиот дел од македонците не го разбираат. И сега има два службени јазика со низа различни проблеми во примената на овој контроверзен закон, така што можам да кажам дека статусот на македонскиот јазик е снижен во однос на претходно. Професорка, ајде ќе одиме околу одбележувањето на 80 годишнината на кодификацијата на стандардниот јазик и азбуката, така? Да, значи азбуката и правописот. И професорот Илија Велев имаше издадено книга, чинам. Да. Во врска со тоа оди заедно, нели? Со современата кодификација, значи со овој јубилеј, голем јубилеј за нас, 80 години. Целата година всушност е во знакот на одбележувањето на овој 80 годишнина од кодификацијата. Централниот настан за одбележување беше на 5 мај и тој ден имаше всушност свечена академија во Македонската академија на науките и уметностите, каде што покровител беше председателката Гордана Селјановска-Давкова, и која што помина во на исклучително убав начин. А вечерта во Македонскиот народен театар... се извинувам, кој зборуваше во Ману? Во Ману зборуваше председателката, така? Гордана Селјановска-Давкова. Зборува министерот за култура и туризам господинот Зоран Љутков, министерката за образование и наука господјата Весна Јаневска, председателот на Македонската академија на науките и уметностите академик Живко Попов и јас. Тоа беше во Ману. А вечерта во Македонскиот народен театар зборуваше премиерот, професор доктор Христијан Мицкоски, и имаше културно-уметничка програма. Тоа се овие слики, нели? Да, таму настапи танец, настапи, всушност целата програма беше на македонски јазик, македонска музика од македонски композитори. Навистина
еве, децата настапија таму од нижото музичко и балетско училиште. Тие испеа химната и песничката од Бушава азбука. Ние балерините игра, беше баш убаво. Така што навистина сите беа одушевени од програмата вечерта, имаше директен пренос на македонската телевизија, а самиот настан всушност може секој да го погледне на YouTube каналот на владата на Македонија, може да се погледне целата снимка од настанот. Професорке, покрај овие настани имавте свечености во Универзитетот Гоце Делчев во Штип, потоа бевте вие гостинка, бевте и во Белград, кај македонската заедница во Србија. Да. Како поминавте таму? Како беше одбележен македонскиот јазик? Вака сега во рамките на ово одбележување, како што кажав, на 5 мај беше централната прослава, но цела година всушност има одбележување на овој јубилеј. И сите институции кај што се предава македонскиот јазик и така натаму, сите имаат свој настани. Значи, Филолошкиот факултет Блаже Коневски имаше меѓународна конференција во таа чест, и Универзитетот Гоце Делчев во Штип, и во Битола, и на Тетовскиот државен универзитет, но не само во Македонија, туку и надвор од границите на Македонија се одбележа настани во заеднички амбасадите, лекторатите или амбасадите само или конзулатите, во Берлин, во Пекинг, во Тирана, значи на повеќе места се одбележа, а во Белград бев покана на Сдруженијето на македонци од Белград, Македониум, кои што се навистина многу активни и многу работат. Имаат многу богата програма и во таа чест во врска со 24 мај, всушност денот на светите Кирил и Методи, јас бев поканета да држам предавање, еден вид свечена академија беше тоа, да држам предавање за толковниот речник и другите лексикографски изданија на македонскиот јазик. А вечерта тоа се одржа во градската библиотека на Белград, а настапи и хорот од македонки од Белград, кои што исполнија неколку песни, навистина беа многу добри. Ме интересира околу одржувањето на македонскиот јазик во Република Македонија и особено во странство. Јас почитав интервјуто на една македонистка Милена Шикрилова од Чешка, од Прага. Таа со восхит зборува за македонскиот јазик, но за жал катедрите во странство се укинуваат и не знам дали има некаде катедра освен во Полска. Во Москва има. Во Москва има и каде на друго место? Има и и во Париз. Има во Москва се студира и на додипломски македонски јазик и на постдипломски Значи и во Полска се укина македонската. Значи за лекторатите тоа е еден посебен проблем, комплексен, кој што ќе треба да се реши на повисоко ниво. Навистина е намален бројот на лекторатите во странство, меѓутоа и условите за работа кои што се нудат не се привлечени за истакнати професори и научници од македонскиот јазик и почесто одат помлади. Навистина тука треба нешто посериозно да се смени, бидејќи тие лекторите се всушност културни амбасадори на Македонија во странство и како такви треба да се третираат. Значи, ако условите што ќе се понудат за работа таму бидат добри, ќе се јавуваат и квалитетен кадар, кој што подобро ќе ја презентира и Македонија и ќе има поголем интерес за изучување на македонскиот јазик таму.
Сега јас ќе кажам дека од Советот за македонски јазик веќе започнавме со Вие сте председателка, така? Да, јас сум председател на Советот, но заедно со целиот Совет започнавме подготовки за национална стратегија за македонскиот јазик за 5 години, која што е предвидена во новиот закон за употребата на македонскиот јазик, што се донесе во јануари 2024 година. Значи, таму е предвидена национална стратегија за македонскиот јазик. Сега ние почнуваме со подготовки за изработка на таа стратегија, која што ќе треба собранието да ја усвои и потоа владата да ги поддржи тие проекти кои што таму ќе бидат наведени. Ќе ни откриете или ќе го оставите тоа да помине? Не, еве, ваквите нешта од типот на отворање повеќе лекторати и подобар статус на лекторите, мислам дека би требало да биде прифатено и преку оваа национална стратегија и да биде спроведено, затоа што еве јас бев во Белград, меѓутоа во Белград не постои лекторат за македонски јазик. Навистина е нешто што не треба да се дозволи. Така има таму толку заинтересирани да го научат македонскиот јазик, да нема да се понуди на универзитетите, тоа е наш минус на Македонија. И затоа во таа смисла треба нешто повеќе да се направи. Исто така голем фокус во таа национална стратегија ќе биде и создавање на електронски корпус на македонскиот јазик. Тоа не знам колку е познато за пошироката јавност, но ќе кажам дека за научно иследување на македонскиот јазик е од особена важност и за присуство на македонскиот јазик на интернет исто така од особена важност, бидејќи денес ако ве нема на интернет како да не постоите. Да, баш така. И ќе кажам дека само ние од словенските јазици немаме електронски корпус. И навистина е од големо значење државата да застане зад една ваква насушна потреба, навистина да застане со повеќе средства и така натаму, за да може тоа да се изведе и да се направи, бидејќи еве како што кажав, само ние од словенските јазици немаме, а од околината дури Албанија си направи електронски корпус на албанскиот јазик, така што навистина тоа е многу важно, вака ова е нешто на што би бил главниот фокус и како и некои други потребни работи кои што ќе ги допрецизираме до изработката на стратегијата. За изработката на таа национална стратегија треба да бидат вклучени високообразовни установи, научни институти и сите што се занимаваат со македонскиот јазик и да има барем една јавна расправа, така е предвидено во законот. Тоа сето ќе го планираме да го спроведеме и се надеваме дека откако ќе се изработи таа национална стратегија и ќе биде усвоена во собранието, па ќе може да се применува. Така, во рамките на прославата имавте и саем на книгата, така? Да, тоа е традиционален годишен саем. Да, на Институтот на македонски јазик. Да, Институтот за македонски јазик редовно учествува на секоја година на саемот на книгата. И оваа година имаше свој штанд, кој што го посети председателката Гордана Силјановска-Давкова. Ова е граматиката од Кепески, второ издание, нели? Да. За делот од творештвото од архивите преостанати на Круме Кепески се грижи неговата ќерка, професорката Јованка Кепеска. И таа ги подготвува, ги приредува тие преостанати ракописи од неговите архиви. На последната книга и бев јас рецензент и ја промовиравме во Прилеп, родниот град на Круме Кепески. Таа промоција помина убаво. Навистина, така што мислам дека своето место во историјата на македонскиот јазик Круме Кепески цврсто го држи. Доаѓаме при крајот на македонската радиопрограма и на нашето интервју. Се уште македонскиот јазик го негираат соседните држави, особено
Бугарија, а пак во западниот дел на Македонија, сега да не кажам воопшто, меѓутоа не е во употреба македонскиот јазик. Да, па за таа цел со овој закон што се донесе лани за македонскиот јазик е предвиден и инспекторат за спроведување на законот, нели? Тој имаше некои законски, требаше да се доуточнат некои работи со некакви измени, дополнувања и така натаму, меѓутоа во фаза на формирање директорката е веќе назначена, не знам до каде со инспекторите, бидејќи тоа е нов правен субјект, не постоел досега инспекторат. Мислам дека ќе се доврши формирањето на овој инспекторат и дека потоа, еве, на пријава, можеби од Советот за македонски јазик, тие ќе одат да вршат надзор за да видат дали правилно се употребуваат јазиците. Ние со години, точно е тоа, се крши Уставот на Македонија, не само Законот за употребата на македонскиот јазик, кој што нели првично беше донесен во 98 година, Да. но не се спроведуваше. Сега да се надеваме со овој инспекторат дека ќе се спроведува и законот, како и дека ќе се почитува и Уставот. Сегам да ве прашам околу таблите, тројазичните табли, македонски, англиски, албански и кои уште јазици ќе ги ставите на таблите? Не, вака сега, тоа со англискиот јазик јас јавно го поставив при едно гостување во еден медиум, дека не ми е јасно, за албанскиот јазик знаеме зошто и како се става на таблите, нели? Прашањето е дали тој ќе стои прв или втор, во Уставот е јасно кажано дека треба прво македонскиот јазик да стои, а потоа албанскиот. Тоа е едно прашање, нели, за редоследот на јазиците, меѓутоа јас вака народски да се изразам од нигде никаде се појави англискиот јазик. И не знам врз основа на што, за албанскиот знаеме, има закони донесено, меѓутоа за англискиот јазик навистина не знам од каде испадна дека е во службена употреба во Македонија. Например, веќе неколку години во клиничкиот центар во Скопје таблите на болниците стојат на 3 јазика. И на англиски. Значи македонски и албански знаеме зошто, меѓутоа и на англиски. Така што не знам како англискиот јазик стана службен. Да отидеме долу кај јужниот сосед во Грција, иако се туристичка земја со многу странци, освен на грчки не пишува на ниту еден друг јазик. Дури во декларациите на производите, кај што од цел свет доаѓаат туристи и кај што барем треба да има нешто на англиски, нема, значи исклучиво на грчки се напишано. Така што ние како стигнавме до ова и англискиот да ни биде на официјални табли на државни институции, не ми е јасно навистина. И на крајот ќе ве прашам, и порано чинам дека во нашите интервјуи ве прашав околу светите Кирил и Методија. Кај македонскиот народ познати се како македонски просветители од околината на Солун, селата од каде што се тие, и тој е дијалектот земен кој се шири понатаму на север. Од источниот сосед, ние сме срамежливи или воопшто не кажуваме македонски просветители и потоа се словенски. Меѓутоа, бугарите воопшто пак не употребуваат се словенски, туку велат бугарските просветители. Како тие научници не се срамат пред научната фела, например, лингвистите во светот или пак историчарите, а и тука можеме да ја земеме во предвид и црквата, нели, и црковните термини, затоа што во црковните храмови секој ден тоа се споменува, светите браќа, свети Кирил и Методија. Вака сега за потеклото, јас колку што знам во книгите се сретнува дека најверојатно била мајка им македонка, меѓутоа тоа нема сигурни податоци. Тие биле од Солун, а кај нас барем така најчесто се зборува, нели го знаеле, да наречам сега словенски во тоа време 9-тиот век, се уште јазиците не биле изделени во посебни
јазици, ниту пак чувството за национален идентитет во тоа време може воопшто да се Како споменува. се разбирале во Моравија, во Полска, во Чешка? Словенски јазик, значи тоа затоа сакав да кажам да не ме свати некој погрешно, само меѓутоа словенски јазик било тоа, нели? И тие го знаеле тој словенски јазик и ги превеле првите книги на, ја го создале првиот книжевен, литературен, да речам, јазик, нели? Словенски, првиот словенски. Не зборувам ниту за бугарски, ниту за некој друг. Значи, првиот словенски писмен јазик бил старословенскиот и на првата азбука, што ја создале Кирил и Методи, глаголицата. Тоа е првата. Од кога се појавува зборот словенски? Од кој век? Јас сега Имате ли податоци? Јас не сум историчар, апсолутно се ја занимавам со современ јазик, не можам толку сега да кажам точна информација околу тоа. Меѓутоа, јазикот е словенски. Сега, тоа што Бугарија си го присвојува тој јазик дека е старобугарски, тоа само може од научен аспект да биде доста, да речам, смешно, затоа што основен факт е тоа дека Кирил и Методи за таа мисија моравска се испратени од Византија, не од Бугарија. Така? Од царот Михаил. Византија ги испратила Кирил и Методи, а Бугарија во тоа време апсолутно немала врска со тоа. Така што не беа ни покрстени тогаш тие. Се така што тоа е, мислам, таму само еден доказ кога политиката е поглавна од науката, до какви смешни позиции може една држава да дојде. Тие уште беа под ханот Крум и Омуртак, тие не беа, воопшто не беа во контакт со христијанството и со учењето на светите Кирил и Методија. Дури по враќањето од Моравија, нели тие тоа го прават, но Византија ги испратила. Апсолутно. Задачата ја добиле од Византија. Да создадат писмо Михаил III, и да ги покрсти словените. Тоа е задача од Византија. Таа ги испратила. Значи, тука мислам дека завршува секоја дискусија за тоа. Чии се, како се и така натаму. Нема потреба. Факт е дека го создале првиот книжевен старословенски јазик. Факт дека први, нели, придонеле за тоа словенските народи да се описменат, да имаат писмо, да имаат, нели, и да ги слушаат на словенски јазик религиозните служби, тоа е најважното, друго ништо не е важно, се друго е политика. Професорка, на крајот со македонскиот јазик, се надевам дека имате верба дека ќе го зајакниме во наредните години, бидејќи имаше еден силен пад во време на изминатата влада на Зоран Заев и останатите. Овој пат јас лично сметам дека ќе имаме зајакнување на употребата на македонскиот јазик не само во Република Македонија, туку ќе треба се помага и во соседните држави, па и кај нас во иселеништвото. Македонскиот јазик нас не има многу, се изучува и тука по основните училишта, средни училишта. Меѓутоа, ако имаме и напори и подкрепа од владата и поблиска соработка и со вас, веројатно ќе можеме да воспоставиме и посилни комуникации и на повисоко ниво да биде македонскиот литературен јазик. Еве затоа велам дека бидејќи тоа овие прашања зависат од стратегијата на државата, нели? Тука не може, на пример, поединци да ги решат тие некои работи, треба државата да застане за тоа, затоа се надевам дека со оваа национална стратегија ќе се засилат позициите на македонскиот јазик и во Македонија и надвор од Македонија. Навистина, така мислам. Ви благодарам многу за времето што го одвоивте за Македонската радио програма и ви посакувам се најдобро. Ви благодарам многу и јас исто вам. До гледање и до слушање, професорке. До слушање.